Константин Костовски е од Прилеп и победи во категорија на јуниори. Како помина трката? Трката помина одлично, јас сум пресреќен бидејќи победи во мојот роден град. Прва трка која ја возам тука и стварно сум пресреќен, немам зборови. Како помина трката? Трката беше супер, патеката беше супер осмислена и стварно сум задоволен. Трката беше многу брза, стартувавме заедно со сениорите, па затоа имавме брзо темпо и јас завршив заедно со сениорите, така да тоа е стварно голем успех за мене и сум пресреќен бидејќи го докажав тоа што го поседувам и докажав зошто тренирам од почетокот на годината. Каква беше конкуренцијата на оваа трка во јуниорска категорија? Па конкуренцијата беше добра. Ние се знаеме меѓу себе, веќе неколку години сме конкуренти и сепак оваа година се спремав многу подобро од претходните години, па и тоа го докажав и се надевам дека гледачите уживаа во мојата представа на трката. Дали од почеток ја го презеде водството? Па да, јас го презедов водството од почеток и тоа ми беше целта уствари да ја направам трката многу брза. Уште од втората кривина нападнав и групата почна да се раздвојува, да се развлекува и се одвоив со уште двајца сениори, па потоа двајцата сениори со мене заедно одеа на смени, но имаа некои несреќи. Сепак јас како и да е сакав да ја докажам силата и да докажам зошто тренирам и кој сум. Инаку за патекава да ни кажеш нешто, бидејќи е прва трка трофеј Прилеп. Патеката е градски критериум, многу убава трка за гледање и многу атрактивна бидејќи е низ улиците на градот Прилеп. Во следната година планираме да направиме две трки во викенд, сабота и недела, каде што едната трка ќе биде друмска трка, например од Прилеп преку селата до Крушево или до Битола. Треба да ја осмислиме уште таа патека, но за прва година имавме само една трка, градски критериум, и трката беше стварно многу атрактивна и предобра за гледање. Се надевам дека гледачите уживаа. Сега, кој е следен предизвик, следна задача, следна трка? Следен предизвик ќе ми биде во Романија Балканското првенство. Сега следната недела заминуваме со македонската репрезентација, па во петок ќе ја возам друмската трка. По трката во Романија имам трка во Унгарија следниот викенд и потоа следниот четврток, тоест по 2 недели, имам 4 етапна трка во Словачка, каде ќе возам заедно со унгарскиот тим, така да се надевам дека и таму ќе ја покажам мојата сила и ќе биде супер. Дали можеме да очекуваме некои високи пласмани? Па јас стварно се надевам дека можам да постигнам такви високи резултати. Сепак ова ми е прва година во јуниори, имам уште една година за да се докажувам. Прва година ми е со олку интензивни тренинзи, така да се надевам дека следната година ќе бидам уште подоминантен како на трките во Македонија, така и во странство. Благодарам и многу повеќе уште борба и уште повеќе успех. И благодарам и вас. Се најубаво. Трката беше многу брзо уште на почетокот. Имаше еден бек на почеток, кој што прво не успеа, потоа успеавме да избегаме тројца возачи. Јас потоа за жал паднав на крижниот тек, но сепак успеав да ја стигнам главната група за еден круг. И од нас тројца кои што бевме во бек, еден имаше дефект, а еден од нив беше јуниор, Константин. Константин успеа да победи во јуниори, а јас победив во соло завршница. И беше тешка трка со 40 км на час просечна брзина. Инаку, каква е патеката, бидејќи ова е прво издание на оваа трка во Прилеп? Трофеј Прилеп. Патеката беше добро обележана, имаше повеќето кривини беа 90 степени, имаше само едно вртење 180 степени на крижниот тек. Таму беше малку лизгаво, ама таму требаше се оди попредпазливо, јас таму паднав, но генерално беше добро патеката.
Дали вие имавте амбиции, дали очекувањата ви беа во тој правец да победите денес? Да, секако. Јас уште на старт бев спремен, бев спремен да победам и дадов се од себе. Но и конкуренцијата се бореше добро. Беше добра борба. Понатаму, кои се вашите задачи? Па следна недела имаме Балканско првенство во Романија, така да ќе се спремаме за таму. Да. Кој ќе настапи таму во Романија? Што ве очекува? Од сениорска конкуренција само јас, бидејќи останатата сениорска екипа ќе оди на трка низ Албанија. А има исто така и јуниорска и кадетска екипа. И што може да се очекува од овој настап во Романија? Па мислам дека сум во форма, така да очекувам да имам добар пласман. Да. Инаку следни трки кои се до крајот на оваа сезона? Па не сум баш сигурен, има доста трки, има и планински велосипедизам, јас се надпреварувам и во планински велосипедизам. Ќе има трки, мислам, во Куманово, во Велес, не сум сигурен, ама да, ќе има доста трки. Да, јас сум Владко Лозановски, настапувам за клубот Херои од Прилеп, инаку сум од Македонски Брод. На трката завршив на првата позиција. Трката ја оценувам како одлична од организацијска поставеност до текот, како се изведуваше на текот на трката. Задоволен сум и од настанот и од местото кое го освоив. Вашите амбиции беа за првото место да го освоите? Па амбициите беа дека сакам да застанам на пиедестал како повеќе пати наназад. За првото место одлучуваат многу фактори, не можеш да атакуваш секогаш на прво место, но ме послужи среќата и спремноста. Дојдовме во позиција каде што требаше да искажам мојата најдобра страна, тоа е спринтот, завршивме на спринт и тука мислам дека завршив безпрекорно и затоа ги освоив и првото место. Каква беше конкуренцијата во оваа категорија Мастерс, бидејќи е над 30 години? Колку години има највозрастните велосипедисти? Па мислам дека во разговор пред трката со велосипедистите, еден велосипедист, мислам дека доаѓаше од Пробиштип, имаше 51 година. Добро е што во овој спорт може и на повозрастни години да го практикуваш, ако имаш развиено добра мускулатура, добар кардиоваскуларен систем, ако ги направиш тие во добра синхронизација, можеш да се надпреваруваш и на повозрастни години, поготово ако си бивш велосипедиста, што не е и во случајов кај мене. Јас имам практикувано други спортови во изминатото, но сега во овој период се пронајдов во овој спорт и мислам дека е добар за целокупното и здравје и за целокупното функционирање на еден организам. И откривте една тајна, значи вие не бевте велосипедист од секогаш. Со кој спорт се занимававте до кога и кога одлучивте да бидете велосипедист? Јас со спорт се занимавам уште од најмали години, откако знам за себе, да речеме. Како и секој дете почнав со фудбал, потоа се префрлив на кошарка. Кошарка постигнував многу значителни резултати во кошарката. Бев во кадетски клуб Team System се викаше во времето, потоа бев селектиран за јуниорска репрезентација на Македонија. Потоа дојде период каде што требаше да одлучам пресвртница дали ќе продолжам со спортот или со науката, со образованието. Тука одбрав да продолжам со образование, завршив стоматологија, што сега тоа ми е професија, но во меѓувреме се бавев исто и со фитнес, тоест излегував на надпревари во фитнес и таму имав добри резултати, освоив на државното место во фитнес менс физик категорија бев трето место и сега еве последниве 2-3 години се бавам активно со велосипедизам. Се поттикна да се префрлите баш во велосипедизам? Па, сакав да правам некој кардиоспорт, аеробен спорт, каде што
на повозрастни години тоа е придобивката каде што можеш да правиш активен спорт аеробен без да ти страдаат коски и зглобови. Тоа е велосипедизам е прав избор за таков спорт каде што можеш да го развиеш кардиоваскуларниот систем без стрес на локомоторниот систем, тоест на коскениот систем. Здравјето е прашање. Па да, активноста и здравјето и тука и физичкото и менталното здравје го ставам во втор план, да излеземе од секојдневието, од стресното секојдневие што го имаме сите. Велосипедот е одличен избор за излез во природа, за рекреативно бавење. Не мора да се бави човек професионално или многу активно, но доволно е неколку пати во неделата да го практикува овој спорт, ги има големи придобивки. Вие сте дел од клубот Херој во Прилеп. Колку често се дружите со овие клубски другари од сите од клубот што се? Па се дружиме, да речеме, можеби секојдневно контактираме, но нашите обврски и нашите нашата физичка оддалеченост не придонесува за да не бидеме секојдневно заедно на терените, на спортските патеки, но често знаеме да се собериме, да направиме заеднички тренинг, еднаш неделно или некогаш во тек на припремен период, можеби и повеќе пати, а инаку секојдневно разменуваме искуства, какви тренинзи правиме, што правиме. Тоа и тоа е еден дел од овој спорт каде што и социјалната компонента можеме да ја вклучиме, каде што се зближуваме и клубски другари и дополнително се запознаваме, се дружиме, поготово во оваа категорија Мастерс, каде што одиме дополнително од надпреварувачки дел и во забавен дел, уживаме, се дружиме и тоа е тоа. Кој е вашиот следен предизвик, следна трка на која ќе земете учество во оваа категорија Мастерс? Следна трка е Трофеј Илинден во Скопје, тоа во населба Илинден. И на почетокот на јуни, мислам дека 6 јуни, 6 јуни мислам дека ќе се одржи, и таа е една добра трка организирана од Федерација со поддршка на општината Илинден. Трка од малце поинаков тип и различен профилен карактер од денешната, каде што се вожи и таа е еден дел кружна, но не критериум кратки кругови, но има неколку кругови околу општината Илинден, каде што има и успони, и удолници, не е само рамно. И така ќе биде едно ново искуство. Битно е да се учествува. Да, најбитно е да се учествува, да се дружиме, да се надпреваруваме. Јас лани учествував на таа така и таму лани бев второ место. Имав мала незгода, еден пат, но сепак презадоволен бев и со второто место.